Почитувани дами и господа, добар ден. Во пресред на народниот протестен марш кој ќе се одржи на 5 декември недела во Скопје, режимот на Груевски се обидува да ја манипулира јавноста со две тези. Прво, дека протестниот марш е за спас на Велија Рамковски, и второ, дека целта на овој општонароден собир е насилно влегување во институциите на државата, во собранието и владата. Па еве на оваа пресконференција веднаш да ги расчистиме и двете работи. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија нити го штити, нити стои зад Велија Рамковски. Ако овој човек го прекршил законот, тој треба и мора да одговара. Уште повеќе, ние од Социјалдемократскиот сојуз ги повикуваме институциите на системот се да проверат и доколку низ законска процедура докажат дека се работи за некаков криминал, инсистираме господинот Рамковски да се соочи со правдата и со соодветната казна. Впрочем, целокупната документација и на А1, и на сите три вестници, Шпиц, Време, КОХР, и на сите фирми регистрирани на истата адреса, како и компјутерите, и сите компјутерски записи, се наоѓаат во рацете на управата за јавни приходи. Па нека работат, нека истражуваат, нека докажуваат. Со тоа завршуваме со нашиот партиски однос кон Велија Рамковски. Но истовремено и со грубата, да не речам и глупа, манипулација на режимот на Груевски. Меѓутоа, ние како партија сме реагирале и секогаш и во иднина ќе реагираме кога се гази демократијата во оваа земја. А еден од носечките столбови на едно демократско општество се токму медиумите, нивната слобода, нивното право слободно да го искажат својот став. А1, Шпиц, Време, КОХР се многу повеќе од Велија Рамковски. Критиките кон власта во едно демократско општество се неопходност, а не зло што треба да се елиминира. Очигледно е дека Груевски и фамилијата тоа или не сакаат, или едноставно не може да го разберат. Околу втората теза за насилно влегување во институциите има две прашања. Дали можеме или дали сакаме да го направиме тоа? Одговорот е да, можеме. Но не сакаме и нема да го направиме тоа. Кога на едно место ќе се соберат 40-50 илјади граѓани, тоа не е ни група, ни толпа, ни маса, тоа е народ. И не постои кордон полицајци што тоа може да го запре. Уште повеќе што 90% од тие полицајци се честни професионалци кои што за бедна плата вршат многу тешка работа. И нека не се лаже Груевски дека заради него и фамилијата тие ќе бидат подготвени да ги слушаат неговите сулуди наредби и да го тепаат народот. Социјалдемократскиот сојуз е одговорна партија. Ние точно знаеме што е добро, а што лошо за државата. И затоа нашата битка, или поточно речено битката на овој народ за заминување на оваа власт, ќе ја водиме низ институциите на системот. Затоа и бараме предвремени парламентарни избори, кој е единствениот демократски начин за промена на власта. И уште нешто. Нека води сметка Груевски. Тие избори да бидат фер, демократски и регуларни. Во спротивно, никој, ама буквално никој, не ќе може да го спречи народот да се ја врати државата во своји раце. Почитувани граѓани, овој сенароден протестен марш во недела не е ни заради Велија Рамковски, не е ниту заради Социјалдемократскиот сојуз. Овој протестен марш е за и заради вас. Заради вашето достоинство, заради вашата слобода, вашето право на подобар живот, заради вашата иднина. Затоа, почитувани граѓани, во недела сите заедно, цела Македонија на нозе. Ви благодарам, а сега доколку има прашања, ви стојам на располагање.
Значи, во изминативе години, додека се бавам со политикава, сум се соочувал со голем број на закани. Некои биле сериозни, некои биле помалку сериозни. Наполно сум свесен за ризикот што ја носи оваа моја професија. Можам само да порачам дека ако била идејата да ме заплашат, да ме замолчат, да ме запрат, дека не бива. Оваа работа која што ја почнав, ја ќе ја завршам и ќе ја истерам до крај. Што се однесува до прашањето дали ќе поднесам пријава, неам намера да поднесам пријава. Слушнав или прочитав негде дека МВР вели дека би постапувало доколку од моја страна се поднесе пријава. Ме интересира дали Никола Груевски поднесе пријава за навреда, не за закана од атентат, во случајот со млекарот Душко од Битола. Или тогаш институциите постапија по службена должност. Од мене толку по тоа прашање. Со ваква власт се очекува. Можни се и провокации. Значи, од наша страна се ќе биде направено протестниот марш, завршно со собирот пред собранието, да заврши во најдобар можен ред. Очекуваме од страна на власта, пред се од институциите задолжени за тоа, Министерството за внатрешни работи, да си ја врши својата работа. Ни повеќе, ни помалку, туку согласно законот. Повелете. Ако нема, ви благодарам и се гледаме во недела, поканете сте.